Проширена истрага, нови притвори, нови осомничени, но и нови две жртви. Донесоа овие месец дена по трагедијата во дискотеката Пулс во Кочани. Бројот на загинати се искачи од 59 на 61. Починаа уште двајца пациенти кои беа во тешка состојба, а се лекуваа во Литванија. Дел од повредените се уште се лекуваат во македонските болници и во странство. Осомничени се 52 физички и 3 правни лица. Најголем дел за тешки дела против општата сигурност и безбедност. Меѓу нив има и поранешни и сегашни министри, градоначалници, директори, полициски службеници вработени во дискотеката, членови на обезбедувањето. 7 се полицајци осомничени од обвинителството за организиран криминал и корупција. Дел се во притвор, дел во домашен притвор, а за некои се одредени мерки на предпазливост. Поранешните министри главно се товарат за пропусти околу продолжувањето на лиценцата на дискотеката, а Дирекцијата за заштита и спасување и градежните инспектори за неспроведување инспекција. Истрагата досега утврди низа пропусти, од фалсификување лиценца, несоодветно употребување пиротехника, немање систем за евакуација, недозволено присуство на малолетници, несоодветна заштита на објектот и негова намена. Трагедијата во Кочани поттикна вонредни надзори на дискотеки и угостителски објекти, ноќни клубови, а најавени се и законски измени. Издадени се 360 прекршачни платни налози и 28 привремени забрани за вршење на дејност.